Почитувани, пред 2 дена ја запознавме јавноста со одлуката на извршниот комитет на Единствена Македонија за поведување на иницијатива за влез на русите, белорусите, украинците, чесите, словаците, полјаците и словенците во македонскиот устав, доколку марионетската власт во Скопје обезбеди двотретинско мнозинство за измена на уставот со цел влез на бугарите во македонскиот устав. Денес ја информираме јавноста дека извршниот комитет на синокешната седница формира работна група која ќе ги изготви потребните уставни амандмани за влез на наведените националности во уставот, а кои детално ќе ги образложиме во фазата на изготвување на нацрт на евентуална измена на уставот. Ваквата определба на Единствена Македонија тргнува од историската вистина која базира на историски извори на научна основа дека Македонија е мајка на сите словенски народи кои тргнале од Македонија по населување на денешните територии каде живеат. И оттука најприродно право на Македонија е да ги метне во уставот народите кои основата ја имаат во македонскиот народ. Според досегашните пописи, овие националности живеат во Република Македонија, а уште од сега сме сигурни дека ова би било неспорно за македонскиот народ, за разлика од влезот на бугарите кои предизвикува големи контроверзии во јавноста. За крај, Единствена Македонија потсетува на својот став од 24 јули 2021 година, дека доколку бугарите се внесат во уставот, мора и македонците да бидат внесени во бугарскиот устав, во согласност со меѓународно правно признатиот принцип на реципроцитет. Сосема за крај, ја реафирмираме една од нашите темелни определби дека Единствена Македонија, доколку ја добија довербата на народот, ќе направиме измена на уставот со цел конституирање на Република Македонија како национална држава на македонскиот народ, со гарантирана положба на малцинствата според меѓународното право, како што впрочем се уредени современите држави во Европа и светот. Ви благодарам.